Епа, стигнавме во Неготино денес, времето е прекрасен. Ке се прошетаме малку, ама прво, од све, да, лапаме нешто да доручкуваме. Ајде да доручкуваме. Здраво, добар ден. Браво, добар ден. Вау, каква убавина. Тоа од Сабајле толку убавина за јадење. Сакам да доручкувам нешто. Имате посебен специјалитет овде во Неготино, нешто за доручкување? Што имате посебно? Имаме разни производи. Да. Најпознат ни е босанскиот бурек. Имаме со месо, сирење, има павлка и шунка. Има неготински џеврек. Ѓеврек, ој, тоа е многу убаво. Стеден џеврек. Еден ѓеврек, различно. Има пица. Има многу производи што не можеме да ги наброиме. А јас слушнав од ти во Неготино, имате посебна нешто, како алва нешто. Алва, има неготинска алва. Да, вистина, може да видам како е алвата, имате, продавате? Да? Толку големи алва. Да, тоа е намерење, а имаме исто и вака помали. И помали алва. Да. Имаме и уште помали само за една особа. Супер. Знаете што? Ќе мора да земам една мала алва. Ја ќе мора да готвам да направам нешто, една рецепта со алвата. Ќе ми дадете една мала алва и нешто за доручкување така за прошење. Треба да одам во пазарот. Додека се шетам, нешто за едно ѓеврекче. Мислам дека ќе биде најдобро. Може така. Друго нешто? Епа не, ми дадовте све. Насмевка, убави објаснување и све. Това ни треба. Одиме на пазарот сега. Како Здраво, сте? господја. Супер, Ја одлично. гледам вашата емисија. Ви благодарам. И многу сум благодарна што гледам специјалитети се од вас. Па така се Тоа е тоа голема ми е. школа, да, од Се гледа специјалитетите Да, се гледа, да. Само живи и здрави да сте, да. Епе, пак се враќаме кај господјата што не поздрави на отворот на пазарот. Да, на градот. Господја, све продавате вие. Имате сувоше ореви, лебја. Бадеми, Да. лешник, црвен пипер, триена сол. Браво. Да. Триена сол. Сега што ми изборите за триена сол. Да. Бевне во Кратово, таму има кацана сол. Па не кацана сол. Иста е. Да, иста е. Да, иста е, да. Секој си има посебен рецепт, а го вика на друго име. Ама сол е сол. Да, Ама мешано триена со сол, кацана сол, да. со Кај нас меруди, така се да вика, кажеме. да. Оревите. Можем да пробаме на орево? Слободно, Многу да. ми Тие се лично изгледат мои убави. ореви. За тоа Може баш и дојди. Вака Да? за добре дошле, да се почастите. Многу баво. Пробај. Топ. Ме зедов една. Многу добра. А сега Што имате уште? Браво. ево го пченкарното брашно. Пшенкарно брашно. Ова е Сем луѓето што оризот. дојде кај вас. Морам пак чили да ви го пофалам. Без чили не живеам. Ова е за палење. Да, за палено оган, да. Тоа е бурина, да. Да. Супер. А инаку најшо се бара лекоте кај мене. Например, уров, рж, јачмен, Да. овес, све е кај мене. Значи, јас го произведувам. А на солот е на прво место. Супер. Знаете што ќе ми дадете малку од тој сол што го кажувате, Сакате блага или лута? може малку од двете да ги мешате да биде пола блага, пола луто, ако може. Супер. Епа, пак имаме на миници, за да можеме да готвиме преубави рецепти. На марковски начин, па да. Од соус. Јас ќе пробам вака. Да, вкусно, ова е блага. Вкусно е. Ебе, малку блага, малку луто ќе биде топ комбинација. Само по башка. Бе, ако сакате. Ете така, доволно. Доволно е. Чисто, да. Доволно е. А ова е лутото. Ова е луто, да. Многу луто или пикантно?
Зависи за кој. Од многу љуто, многу апетит и после... И после 90 кила, 100 кила. Ете така, точно. Ама сепак да сме живи и здрави. Да. Супер. Ви благодарам, господја. Ке ми кажете колку ви должам за тоа? Не треба ништо, пошто ми е жел да и мерак што ви видов. Ви благодарам многу. Имате еден голем бакнеш од мене. Фала ви многу. Јас се шетав и прашав кој има производи од Неготино. Господјата ми кажа јас. И добро, ајде, доаѓаме кај господјата. Здраво, добар ден, господја. Добар ден. Ми кажувате ти? Да. Производите што ги имате се од Неготино? Да. Од каде Неготино? Неготино Од го има. Пепелиште. Од каде? Од Пепелиште, цело Пепелиште. И Да. каде тоа точно? Тоа е на према Штип. Према Штип. Да. Во Меѓу, Штип Меѓу- и Неготино. Да. Добро, окей. 8 километри од Неготино. 8 километри од Неготино Да. тогаш. И све имате таму, вие све овде што го имате. Па- На тезгата го производите вие. Само крушта не е. Не од Не кај е, не е од кај нас. Иначе Добро. другото сето од кај нас. Браво. Доматите се врт. Да, О, да, и- патлиџанот И како од се кај убави нас. доматите. Како убаво мирисат. Краставици, почнува сезоната сега да, со сонцето, убави салати, убави све. Јагодите како убави. Јаговата е изгледа. исто наша. Екстра. Знаете, оти јагодата се прави може и како десерт, ама каква салата може да се прави со тоа. Со малку сино сирење, јагоди, врв, преубаво. Екстра. Да се гледа. Какви убави се. Повелете, земете. Ајде. Пробај. Да земам да пробам. И ова мора да се проба. Ајде. Да? Ја мислев, одике беше бела внатре. Епа не, Не? браво. Да. Може да земам едно. Може? Едно канче. Како се вика едно Едно кантиче е 100 денари. кантиче. Ете така. Епа добро. Ајде. Браво. Епа. Повелете господја. Благодарам се, здравие да се јаде. Фала ви многу. Убав ден. Убав ден и на Пријатно. вас. Чао. Извините. Здраво, господин Илја. Здраво, Марка. Вие сте грнчарот. Да. Како се така се вика Да, грнчарот? да. Да. Вие правите грниња, така? Не. Се. Грни, тави, ќупови. Ема јака рака, е. Ова е јака, е. Мислам ти дојдов за да ми покажете како е процесот, како се прават Нема овие убави проблем, тави нема и све тоа. проблем. Се сега порече, почнеме од почеток па до крај. Ајде, одиме. Ајде. Ајде, кадиме. Епа. Овде све почнува. Од тука се почнува. Да. Господја? Ова е мојата сопруга. Да, Маја. здраво. Господја? Да, вие сте шефицата. Така. Така можеме да кажеме. Може да се каже, да. Да. Ова е глината, значи од тука почина се. Да кажеме, ова глина, ова шефица, двете главни состојки, пардон. Точно, на ова фирма. Од фирмата. Тоа е тоа. Да. Епа ги имаме првите состојки, шефицата и глината. Ајде, одиме понатаму. работилницата сега. Мислам ти овие важниот ден. Првиот ден надвор. Да, првиот дел глината, беше глината втората- сурова глина, да. а сега сме во работилница.
Kada će se pravi glината. Dobro. Глината е ова. Да, гледamo ти момент, да. Да, глината се прави на тој начин, што тамо се сувата глина се кисни со вода и кога ќе дојде во мека состојба, оде оваа машина. Добро. Значи, ова е машина стара 100 години. 100 години. Да, од 1924 ова. Ама во меѓувреме кога доаѓавме, вие ми кажавте ости која генерација сте? Четврта, пета Јас сум генерација? четврта, а жена ми е пета. Значи, јас сум овој занајат обстојува со мене 200 години. 200 години. Да, 200. Значи, прадедо ми, Браво. дедо ми, татко ми и Вие. јас. Браво. Децата? Не. Децата не, Не деца сакат се у више. Скопје, Ето, они да. се магистри и двете и не ги влече. Више ова. со као? Не, с компјутер, не се као, с Да, компјутер. точно. И од тука, после тоа, од тука почиња процесот на производство. Значи, ни после се земава до глина И ја работила, одиме бе. таму на колце. Вамо? Да, таму ќе одиме, ќе видите, ќе ви покажам како, значи, од ништо правиме нешто. Како во Значи, кујна. од суровото, Па да, па да. Како во кујна, од Па исто ништо се- правиме нешто. Сет процес се исти, да. Одиме таму? Одиме. Хајде. Значи, сега ќе ви покажам како се производува производот, Како се грнчевски работи производ. со глината. Неколку работи ќе ви направам, Добро. за да почнеме мора малку нели да се облечеме. Да, повелите. Да се заштитиме. тука мој сет живот е тука поминат на ова. Сега ќе почнеме од најситно. Добро, Ќе ви хајде. направам 3-4 работи. Хајде. Епа, ова е уметност, на вистина. Епа, оп. Малку вода. Значи вода обавезно. Да. Да се клизи, нели, да... Аха. Ова е се вика кадилница за на гробишто е шо. Аха. Има многу брзо оди. Вау. Како е? А? Вау. Од такви парчиња, колку можете да правите така на сат? Па Колку- зависи как се расположи. Треба да разбороли. Ја знам ти да се расположите во Неготино и е ракија. Он се секој предне се залепува доле за да може да го правиме. Точно. И најлесен Добавите? начин е Е, така. Е, Браво. тоа е тоа. Сега ќе ви покажеме да каленичка, значи, што е каленичка? Не е за сос, за макала, како да кажа. Аха, добро. О, тоа е Каленици. потребно. Каленици, мала каленица. За Добро. сол, за кетчуп, за... Добро. И го правите прво горе и после натре. И... Да. За да се гледа е многу лесно. Ама да се прави досадно. Па исто како го готвењето, знаете, исто луѓето, вие си готвите многу лесно, многу брзо. Па да, на вистина. Па да, ама гледате тоа е. Браво. Ова е врв. Со ова ги мазем. Имав прилика да Со ова гледам. ги мазем. Да, во други држави и светот. Бевне во Кичево, во регионот од Кичево, има таму луѓе што го пратуше така тој стариот занајд. Да, тој Да. ама не знај поти го имаше овде во Неготино и бивте вие сте тој што го прави тоа. Браво. Сега ќе ви покажам една тавичка мала Добро. и ќе завршим со едно бардаче. Тоа е малце подруг процес на производство на бардачето, подолго трае. Ова ми кажете за макалова. Да. Такви ствари, да. Да, за пинџурче. Па и тоа може за макало да Да, биде. да. Тоа за сладолед. За И за сладолед. сладолед. Да. И Да, ова ти е тавичка. нема каква брзина да го правите тоа. Јако. Значи, рекоме, ова е за мазнење. Добро. И пак со И пак со жичката. Ова не помага да извадиме. Аха. Да не се види. некако лопата, за да кажем, да. Хоп. Ето, Браво. да се свитка. 3. За на брзина, о, браво. И сега ќе ни правите? Бардаче. Како? Бардаче, за вода. Бардаче. Порно- Да. Шо? Порно вода што пиеле. Да. Окей. Значи, сет процес е стално исти. Значи, во Базата се прави. Да дојде во центар. Да? И оп, го отвараме. Да. Сега ки бардачето мора да издигаме глината, да добиеме нели, простор за Вау. да се оформи. Тука треба да се има осет за прстите. На прстите, ствари. Осет Да, на да. прстите
да не биде претанко, да не биде предебело. Ова ќе го затворите оцем? Не. Да. Ај ја. Па ви рекам, Ова е- малце Вау. подолг процес е. Да се гледа. Вау. Ова е како бокал, како бокал, кажете. Сега оно ќе добие многу форми. Аха. Ќе добие форма и на вазна, и на бокал, на се ќе добие форма. А ние ќе ја задржиме таа форма што ни треба нас. Хо-хо. Малку ги стачи. Ова осем што ставате на го прете потенко или му давате Да, форма? глината малце не е по-мека Аха. и сака да не се скине, ама ни нема да го даде. Господине, секоја чест. Епа ова, може да кажем ке мајстрија. Да. Грнчар, а? Па со години се работи. Епа, да. Се онави. Дали имам надпревари и такви ствари што се прават за Била таков еднаш- занајд? Имам. Еднаш ја представував Македонија во Вараждин. Браво. И? Имаше таму на ниво на бивша Југославија, собир од сите републики. Па таму се собраме сите и имаше од Македонија бев јас. И Ја представувте Македонија, представував, се надевам на убав начин, Поглед а? на грачанство, да. Браво. И Многу, што многу оставите? добар прием, му направивме неколку уникатни работи, мислам од нашето поднебие и ми го ставивме нормално. Да, Браво. таму. Значи тоа е на брзина. После тоа има процес на зрење, се става да. рачка, сега нема време толку да го направиме. Сега сме у почеток. Ќе го видиме како готов производ, Добро. така да не е проблем. Одлично. Е, Епа, тоа е тоа. Опа. уметноста, ваква. Сега, ова ми е Аплауз. ова е најбавиот момент кога ќе извадиш ова бовчета се одмараш. Да. Ете, ете. ова е почеток, Да. ова е крајот. И после се пуни и се пие. Вала. Браво. Епа господја, секоја чест. Вие ми го правите тоа. Да, И тоа да. ќе и тоа ќе гледаме после како За се прави. декорацијата е Обавезно. сопругата задолжена. Одиме понатаму. Сега сме на фазата овде. Сега сме на фаза на сушење, значи после оно што ви го покажам, правењето, декорацијата, Декорацијата, да. значи тоа е завршен чин таму и иде тука на сушење. За природно сушење, така го ставите надвор. Да. Сушењето од секогаш било бар во нашиот занајат природно. Окей. За разлика од индустрија што имат нели сушари. Да, не треба да се обрзи Да. процесот, полека. Да. Тивко, како треба, да. Исклучува за секој предмет си има посебен начин на сушење. Окей. Колку е поголем предмет, побавно се суши. Колку мал побрзо се суши. Следна фаза е зависи од предметот. Некои се глазират, некои не. Значи, после овој процес на сушење, одиме предметот оде на печење. На печење. Печењето е у печки, кај нас печките се на дрва. На дрва уште. Ќе ви кажем сега и тие, да, се уште така, Окей. така осанало и тоа е тоа. Ајде да видиме печката. Сега ќе одиме у печка да ви кажем Ајде, печката. одиме до печката сега. Бевте внатре во фурната. Да, Да, бевме таму, таму нели да. во фурната, видите фурната, ги видите производите како се наредени таму. Полно Се беше, печат. огромно. Па да, таму се на тој начин се печат. Едно врз друго направени како тетрис. Не може да мрдне нешто. Добро, домино, како домино. домино. Како домино. Не знам како го местите тоа. Една ако мрдне и отиде. Да, секоја чест. Искуство. На колку степени оди таа печка? Значи, оде од 920 до 980. Од 920 до 980. 920 до 980. Да, оваа глазура го захтева тоа. Аха. Од 920 до 980. А колку време се печи тоа?
се пече 12 до 14 сата. 12 od 14 Да, sati. 12, а салати 48 сата. Ете тоа ми кажавте, да. 48 sati Da se треба vadi. да се отвори, да da се se остане vadi. полека да се лади, за да може да се вади. Точно. Ау, Иначе какво? не И Защо да нагло отварање на фурната е проблем. Да, 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 и нагло ако отвориш може да паде испокот предмет. Проблем. Пред се, ете сега сме при крај. Јас, моите пријатели, партнери од президент, ми дадо малку сирење за кои са. Мислам оти вие ќе бидете мераклија. Оти Па, има, значи- со вакви садови и све тоа, мислам оти сирењето ќе Можеме биде. тука да го презентираме Ете од така, тавчето. ќе биде преубав. Имате биено сирење, имате кашка, све Фала све многу, внатре од фала президент, многу. нашите Ние партнери. само можеме да додадеме дека тоа е еден мал дел. Да, гледам. Па ми можам да кажам оти научивме нешто преубаво денес. Јас што 10 години сум во Македонија, имав прилика да гледам еден човек што беше во регионот од Кичево, сега во Неготино го имаме Илија. А? Да. Фала многу Илија. Нема проблем. Поверите во секој време. Да. Не, да дојдете да го пробаме Да се ова. презентираме уфурната. тавите, Па, да. ќе го готвиме тоа. Ќе биде полно. Ќе ни биде. Со специјалитетите на Марко нашите тави. Точно Да, така. Ќе ни биде да. тешко. Добро, Ама одиме понатаму. Овде е чудесно. Како да се враќаме во минатото. Браво. Секоја чест. Јас сите коли, овие еден дел да кажам од колите што се тука ги познавам. Не сум више толку млад да кажеме. Не ги има возено, ама ги познавам. Вистина од детство. Колку коли имате овде? А? Имаме тука околу 120 автомобили олдтаймери на ова место во Неготино. Добро. Ова е дел на татко ми, еден дел од неговиот живот. Тој 28 години се стремеше кон тоа да собере една доста голема колекција на олдтаймери возила и да направи еден музеј во Македонија, како што доликува и како што има во западните земји. 120 коли, Да. 28 години, тоа се минимум 4 до 5 коли годишно да ги купи. Ресторирани се сите? Не Не се сите добро. ресторирани, Окей. да. Овие што се овде се во Овие вода што се подсува и што се во Да. овој дел од музеот се реставрирани сите. Окей. Сите се од татко ми правени. Така да Браво. имаме и други кои што чекаат на ред, ама за жал не е мала инвестиција за да реставрираш едно возило, не само во гледна точка на материјалното, туку временски. Временски. Дали Да. ви ја пренесе таа болест? Да Па- каже, па оти да, ова е болест. Да, не остави голем Више, товар. да. Татко ми не остави голем товар на мене и на брат ми. Окей, и Така да, имате имам брати, уште еден брат. Брат, добро. И он се занимава со това, Па со вас, да, и двајцата сме тука и се трудиме колку можеме да го зачуваме да ја зачуваме оваа колекција како Ова е богатство, Да. можеме да кажеме. Навистина ова е вид на богатство. културно Да. наследство и културно богатство за Точно. целата држава, па и пошироко. Сите возила што ги имаме тука 120 се дел од возниот парк на Република Македонија Окей. и потекнуваат од 50-тите, 60-тите и 70-тите години. Вау. Најстарото возило во колекцијата ни е 1950 година, 50 Opel Олимпија, да. Добро. Па ги имаме најчесто марките на Opel, Citroen, Peugeot, Fordови, така да тие возила се возеле тука во нашата држава. Имате уште други коли? Да, имаме Одиме уште да еден ги дел видиме. од музеот. а? Ајде, може. Ајде па да одиме да ги видиме. Браво, многу убаво. Пак, прекрасно место. Не знам од каде да гледам. Ова е, вау.
120 коли. Видов не само еден дел горе, малечко дел Ова доле. е мал Да. дел, другите не се уште реставрирани, а и просторот не е малку тесен. Сега се стремиме да направиме поголем простор за нив, да изгледа како што му доликува на еден музеј да изгледа, да бидат сите коли подредени убаво и внатре да има А све реставрирани. го правите, вие го правите. Немате помош, да кажеме, Не. од државата, од нешто Сето така, татко од ми институција сам, и да. све тоа. Па, фала ти многу. Што фала ви и на вас? Мислам да одиме да видиме уште што останува надвор. Може. Супер. Епа, ајде, одиме надвор да видиме останатото од колекцијата. Здраво, добар ден. Здраво, добар ден, добар дојдовте во нашиот вински рај. Јас ќе бидам денес ваш домаќин. Супер. Мило ми е за поканата што ми ја направите. Овде се вика Вардар долина, така е. Да, ова е Вардарска долина. Добро. Ние се наоѓаме помеѓу две реки. Таму е Лудамара, додека на другата страна е Вардар. Ајде, поверете. Овде сме во, да кажеме, во најубавиот дел. Мислам за мене не. Па да. Најубавиот дел е повеќе во Соборињата, ама овде колку вино има. Јас мислам дека најубавиот дел е во флашата. Во флашата и во чашата. И во чашата. Така. Така. Ама овде гледа огромно. Ја не мислев, не очекував да видам толку. Па да. Да. Ние имаме капацитет од 1.600.000 литри. Шо, годишно. милион? 1.600.000 литри на вино годишно. Тоа се значи над милион, можеме да наполниме над милион флаши. Вау. Над милион шишиња. Добро, окей. Да почнеме прво со белото. Добро. За белото вино, бело вино произведуваме исклучиво од наши лозови насади кои се сместени овде во село Курија. Окей. Значи на 1-2 километри од овде, од ова место каде што сега моментално се наоѓаме. И при тоа имаме темјаника, која што Темјаника, е еден од карактеристична, најпознатите, да. најпозната и која што всушност го наоѓа својот дом во Македонија и во Тиквешкиот регион, односно овде, во срцето на Тиквешијата. Се кажува, кога сакаш бело вино, што сакаш Сакаш темјаника, обично, се да бара темјаника. И оди со се. Таа е најпрепознатива, и таа оди со се. Таа е многу лесна за пиење и таа е добар избор за љубителите на добро вино. Добро вино. Потоа имаме Gewurztraminer, тука сме малку одиме на тука квалитет, одиме и на квалитет. Да, и нашиот тим се трудим најмногу да произведе најдобар Gewurztraminer, кој што сепак не изделува од другите, бидејќи тој не е толку застапен и тоа не е автохтона македонска сорта, но Тоа е француско, се тоа паш. е француско, да, точно, да. Така, Gewurz па на германски значи зачин, што значи дека тоа е траминец, но тоа е зачинет траминец. Точно. И ние се трудиме, бидејќи ова поднебје, дури можам нескромно да кажам дека е подобро од француското поднебје. Може, мора да се имаме, промотува. ама Да. тоа ќе го дегустираме горе и ќе се уверите дека нашиот Gewurztraminer е исклучиво сепак исклучиво добар. И исто така имаме грашевина кој што е пак италијански ризлинг. Тоа од белите вина, исто така имаме и шардоне. Моментално имавме на одлежување барикирано шардоне. Го извадивме пред Свети Трифун, пред празникот на лозарите и винарите. Во Буриња од Дап имаме шардоне барик. Ќе го погледнеме доле во подрумот, после ќе видиме Додека за црвените вина, грозјето ние се наоѓа од нашите лозовинарства се наоѓаат на југот од државата. Во Валандово, не овде. Не овде, да. Тие не се во село Марвинци, кај локалитетот Исар. Што значи дека
тоа поднебје пак се покажа како најдобро или подобро за црвено грозје и оттаму излегува подобро црвено вино отколку од овде. Да, разлика. И затоа се решивме да ги сместиме нашите лозови наслади за црвено грозје таму баш на југот на Македонија. Не прави проблем за транспорт, да кажеме, кога берете грозјето, кога носите овде? Не, само ти овде. не, тоа е блиско, тоа е наоколу да не претерам околу 40 на километри од овде. Потоа имаме Кабарне Совиньон кој што го нарекуваат, нели, кој што е најзастапена сорта можеби на грозје и најзастапено вино. Полесно за пиење, да, полесно за пиење, ужива голема репутација и кај нас. Но нашето Кабарне Совиньон се изделува со тоа што има овошни ноти. Има овошни ноти и се изделува од другите Кабарне Совиньон. Добро, пак тоа ќе го дегустираме, ќе го пробаме и сепак вие ќе дадете последната оценка, нели? Точно. Ќе си го дозволам тоа. Да, така и исто така имаме Мерло. И Мерло. Да. Правите комбинација во меѓу Вранец, Каберне Совиньон, Мерло. Правите така комбинација или го имате типично едно само по сорта? Правиме и по сорта, но правиме и комбинација. Знамо ти се употреба во виното да се меша различни корени за да може да биде малку појак, малку полесен. Ете така, да. Така. Обично белите вина ни се со понизок процент на алкохол, додека црвените, односно на пример Вранецот ни е 14,5, кој што е доста изразен, доста моќен. Мислам ти кажав не, све што треба за овој дел, да одиме каде се Буриња. Може имате нешто. Може само да кажам за наградите, бидејќи бевте вие од Белгија, за Gewürztraminer имаме освоено сребро на Мондијал. Мундузвини. Не Мундузвини. Мондијал Конкордија Брюксел. Да, окей, тоа е други уште. Колку Мондијал Брюксел. За него имаме освоено и злато исто така на Open Balkan, а Мундус вини имаме освоено за Темјаника и за Вранец. Браво, мислам тоа е се кажува аплауз. Тоа е така како да кажам, како еден доказ за нашиот труд. Точно така. Ајде да ги видиме другите. Ајде да видиме. Сме на најдоброто место сега. Кажав, оти тоа беше доле, отидовме во подрумот, каде се Бурињата. Мора да ми објасниш малку за тоа Буриња што се доле во подрумот. Значи, се наоѓавме на околу 10 метри под земја. Добро. Така тука беше тишина. Мир, тишина, да. Таму ни се сместени нашите дабови Буриња и испратено е виното на одлежување. Имаме сорти на вино Каберне Франк, Каберне Совиньон, потоа Вранец, и сега извадивме Шардоне, кој што беше 12 месеци на одлежување. Друго прашање, знаеш што збориме, ама не ми ја представи господјата, кој е господјата? Така. Ова е господја Наташа, која што е собственичка на винаријата. Мило ми да ви запознам. Вие сте собственикот од сем довде, од ова винарија. Јас и мојот сопруг. Браво. Мислам ти направивте нешто преубаво. Ви благодарам. И само напред, уште поубави вина да правите, све што ви лежи на срце, да кажеме. Ви благодарам. Многу зборевме за виното. Да. Мислам дека време е да дегустираме. Време да се проба, не? Да. Што мислите? Време. Мирисам убаво сувомесно, убаво вино. Многу зборавме, јас мислам најмногу зборавме за Gewürztraminерот. Па мислам дека вредно е да го пробаме. Прв да го пробаме. Добро, ајде, да одиме прво со Gewürztraminer. Да. Чисто малку така за да го. Само за дегустација. Само за дегустација. Така. Навигата, за луѓето што вистинско сакат да дегустират вино, го пијат и да го плукат. Не ми е жал. Не е жал. Да, грефе да се прола вино. Кога се гледа, кога се знае позади виното каква работа има, мене не можам. Повеќе да се опијам, да, освен да го плукам. Не можам. Навистина ова е, вау. Каква убава боја, се лепи на чашата. Да. Баш. Вау.
Германски е наш. Германско е наше. Да. Да. Германски не точно германски, повеќе Алзас. Алзас повеќе, Тоа е да. место меѓу Франција и меѓу Германија. Она регион, да, тоа е, вау, мене, многу ми се допаѓа. Браво. Да, ја победивте. Точно времето, да, вау. Нема збора. Да. Што е многу чуд. Во имате првиот вкус. И Така, вториот- има долг aftertaste. Ете така. После Без забелка. останува во уста, да, и многу вау, многу добар. Мора да се вземе уште едно. Има така цитрусни ноти на крај. Преубаво. Многу ми се допаѓа. Ова за мене ќе го јадам со една салата. Бевте на пазар, имаше јагоди. Да, салата, јагоди сецкани, малку сирење, сино сирење, Одлично. врвна комбинација. Риба, не сум многу за риба, оти за риба многу има вкус на овоше. Да, Многу е, да, да, за многу овоше. овоше, многу овоше, Повеќе, да, повеќе салата, повеќе сирење, едно овчо сирење, Да. со малку мед, малку подпечено, Одлично. врвна комбинација. Да го пробаме, не знам, имате уште друго вино? Каберне совиньон и Каберне вранец. совиньон. Каберне совиньон. Каберне Ајде совиньон првен- прво, ајде да. првен Малку кабернето. Ајде. Да, ајде. Ајде ми. Исто така, Да. доста овошно вино. Нашето каберне се разликува заради тие овошни ноти. Фала многу. доволно е. На шумско овоше. Ти си го знаеш убаво, извини што кажувам ти, многу си помлад од мене, се Па, дозволувам да да, кажувам, но- да кажувам ти ми Ама кажа работа. ти си овде селс менеджер, да кажам, тој Да. продавач што се. Ма убаво си го знаеш виното. Убаво се научи. Мирис од Па тоа што го продаваш, мора да го знаеш добро. Тоа секогаш го кажувам. Карактеристичен мирис на зелена пиперка. Да, Значи точно. тоа е основната карактеристика на кабернето. Да. Живи, нова, навистина е посебно вино, Каберне Совиньон. Како убав мирис. Изгледа јако, на мирисот Да, интензивно. интензивно, да, преубаво. Јас ова го препорачам со патка. Патка ќе биде преубаво. Да се направи сос со овој вино, да се редуцира виното, дода малку шеќер, бујон од кокошка така, да го има вкусот од кокошката позади, компичња, подпечени, спарнак така на путер. Секам да го пробам сега и вранецот, така, оти гледам, оти го имате тука, да одиме на трета комбинација, да видиме што ќе можам да ви препорачам. Лека, тоа вранец сум сигурен оти е. Доста моќен. Да. Ја ги имам, да, имам зелено нешто позадина. Зелено јаболко? Да. Чудо, има нешто зелено што го му направи свежина. Чудо. Да. Прв пат што го осеќам тоа во едно вранец. Вранец е повеќе на црвено овоше, на маслинки, на такви Да, има ова ми дава исто. како прво, да, зелено, да, чудо. Мајде. Значи, ова е повеќе пати наградувано вино. Овој последен медал му е на Mundus Vini, Spring Edition, Браво. минатата година. И добиваме разбира. високи оценки за него. Ќе добите и високи оценки и од мене. Ова, навистина, сега со убаво парче месо, црвено месо, коталос, како се кажа, парче кременада, така убава кременада, така, ама така. дебела кременада. Дебела, Дебела, со малку така. бело. Убаво, да биде умашко положиво, како се кажа. Положиво, внатре, да. Medium, така, medium rare, подпечено. Убав сос со печурки, нешто вргани. Аха, вргани, со вргани. Да, вргани со тоа. Компичина не знам дали треба, не, малку зеленчук така подпечен на страна. Може. Епа, Како шефот ќе каже. мислам оти за денешната дегустација преубава беше. Ама вие ми дадовте поклон да го пробам виното. Јас имам поклон за вас од нашите пријатели, партнери, Витаминка. И они секогаш го кажам, се што прават, го прават со срце. Како вие овде на маса, виното што го правите, сигурен сум оти делот од вашето срце е внатре и се осеќа. И се осеќа. Точно е. Тоа е за вас, Ви од благодарам. срце, од нашите Благодариме. партнери, Ви благодарам, од мене. Витаминка. Јас ви И благодарам. шеф Марк. Не, јас ви благодарам што Благодараме на посетата. имав посета кај вас и да го пробам ова вино, само да ви кажам, само напред. Продолжете така и за рецепти ќе видиме Ќе се заедно. слушнеме за рецепти. слушнеме заедно. Јас сум заинтересирана. Па да, вала. Продолжуваме авантурите.
Ама денес, навистина бевне во Неготино. Каков момент поминавне. Прекрасно. Бевне во пазарот, бевне доручуваме во една пекара, рајчи, не знам како се, мислам рајче се викаше да точно. Се шетавне преку Неготино, преубаво поминавне. Секаде, каде бевне во една винарија точно, зборевне за овие, за јагодите. Јагодите од Неготино. Не знам дали е специјалитет таму јагоди, ама мене преубаво ми изгледа. И кажав, секаде оти ќе направам една салата од јагоди, една салата со јагоди, со сирење, обавезно нашето милено сирење, салакис од президент, продолжуваме со тоа и ќе направиме една микс од варијанти на вкусови. Многу сакам тоа. Имаме масниново масло. Ќе земеме малку мед од виница што го имаме уште. Знаете, пак ќе кажам, се шетавне во многу места во Македонија и од секој места земавне едно зачин, баш една намирница. Тоа е нешто што ќе ни памти од што поминавме таму. Ајде, да почнеме. Оти многу зборам јас, ајде на вистина. Убава марула, топ. Исчистена све. 2 тањири, оти не можам да правам само за мене, мора да споделувам. Екипата е тука, мора и они да пробат што ќе правиме денес. Ајде. Марулата, многу лесно, од срцето, многу сакам јас средината. Средината е најубава, најкрцкава. Јас што ќе направам, ќе држам 2-3 парчиња вака, што ќе ги стам на страна, чисто да имаме еден рапел така од боја така супер. Многу ми се допаѓа. Ова е најубавата. Крцава за мерак. Другото, сецкаме на ленти. Хоп. Вака. Ете така. Уште едно парче за другиот тањир. Така. Сецкаме многу лесно на ленти. Ево вие ноживи. Браво. Многу добри се. Оп. Вака. Вуаля. Салата во средина од тањирот. Одиме со јагодите. Јагодите измиени, ќе ги извадиме. Само, не знам како се вика, дршката, леке, опашката, ние кажуваме по француски. Не знам дали оди тоа по македонски да се каже оти ова е опашка. Не знам. Вуаля. Неколку вакви. Така. Мислам оти со ова ќе ни биде доволно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ајде да имаме 8, 4 по тањир. Луѓето ќе ме прат малку, ти малку си шашаф или што си? Зошто ставаш јагоди во салата? Ама знаете каква убава комбинација е тоа? Оу, преубаво. Многу ми се допаѓа мене. Оп. Зошто? Го има тој благо, малку кисело вкус од јагодата, што многу убаво се меша со салатата и со сирење. Комбинација за мене врв. Ајде. Вака, на 4 се сечи и додаваме врз салатата. Гледайте како убаво изгледа. Плюс боите, комбинација, нема поубаво. Валя, так, и уште една. Ете така. Одиме сега со сирењето. Валя, овде, на страна. Сирењето, јас зедов едно овчо сирење. Овчо сирење, многу го сакам, има посебен шмек, посебен вкус, малку појако така и топ. Комбинацијата, да кажам, со јагодите, мене ми се допаѓа. Ајде. Валя. Целото, не, ќе земеме само 2 парчиња, вака, доволно ќе ни биде. Вака, ја вратиме. И чистам масата. Секојаш кажувам, знаете, хигиена за мене е најважно во кујна. Ете така, сечаме мали парчиња и ќе ги туриме врз салатата. Многу едноставно, многу лесно. Јас сакам такви рецепти за да можете сите, дали сте домакинки или домакини, мажи, што сакате да готвите дома, да ги изненадувате сопругите или сопругите да ги изненадувате мажите. Епа, тоа е тоа. Моите емисии се малку посебни. Мислам, оти ме познавате. Не сакам да правам нас многу комплицирано. Комплицирани рецепти можеме да ги имаме во сите ресторани. Навистина, одите у ресторан, сакате нешто комплицирано, порачувајте. Ама кога ќе готвите дома, што барате? Да има нешто лесно, едноставно, а вкусно. Вуаля, чекайте, тоа го ставам во кантата. Една канта
за ѓубре, рециклирано и другото за хартија и пластика. Ете така. Сега, леблебја, го памтите тоа? Кратово, убава, добра. Господја ми даде една кеса и ја пробав, беше преубаво. Ке му ставиме малку леблебја да крска. Топ. Ете така. Вала. Една мисла за кратово. Роквица. Хопс. Сечаме. Вала. Неколку ленти, многу сакам. Многу сакам роквица. Неколку парчиња вака, извинете, болна уста, не оди, ама си сакам. Вала. Овие парчиња, е така. Вуаля. Имаме малку, што да одиме со вкусови, малку Макдонос. Макдонос, вака, другиот Макдонос, француски Макдонос, малку копар. Ајде, малку копар. Макдонос. Вака. Едно парче тука, едно парче тука. Тат. Ото овие зачини од Куманово. Топ. Што кажав уште? Ке ставиме маслиново масло. Брилјант. Маслиново масло. Вуаля. Вуаля. И малку мед. Малку мед. Опа. Ете, го фатив медот. Органски мед. Виница. Познаваш? Да. Тоа е. Хопс. Една лажица. И одиме малку мед над се тоа. Вала. Знаете што сега? Завршивме. Многу брзи сме, а? Па да. Вала. Так. Одиме сега на маса. Знаете што? Фали нешто. Да. Ти се убава салата таква. Ако не пиме малку вино, бело вино, пак ќе кажам, од нашите пријатели од Сопот, нема да биде салатата совршена. Ете. Така. Сега можеме да така да кажеме на здравје. Со салатата, со виното, ја завршивме денешната емисија. Се гледаме наредната недела. Заборев да кажам, Mission Completed за денес. Со нашите партнери од Убава кујна, од кај прима, Беко, Карес и сите други, гледате што направивме денес. Преубава рецепта, што сите можеме да се направиме. Се гледаме наредната недела за други авантури. Чао. Следете на YouTube, Instagram и на сите мрежи. Тука сме за вас.